Добро утро за нашите гледачи на Канал 5 телевизија и утринската Здраво Македонија. Ова утро ќе ве разбудиме на еден различен и креативен начин. Ќе ве навратиме во детството и тоа со лик кој на малите екрани сте повеќе навикнати да го гледате во политиката и во се она што низ годините го работи. Од 90-тите е новинар, но потоа портпарол на една од најголемите политички партии. А денеска ќе го навратиме на детството, на неговото живење во малото кое сите скопјани го знаат и се сеќаваат на него како едно од најубавите стари скопски мала – Чаир. Добро утро велам за Александар Бичеклиски. Добро утро и добро дојдовте во убавиот Чаир. Така, се наоѓаме во Чаир и тоа во едно се уште култно место, каде што скопјани се уште знаат да навратат, да купат оно што најмногу сакаме, знаеме и умееме да го конзумираме во текот на било кој период од денот. Зошто токму овде, Александар? Ова е најкултното место во Чаир, фурната позната кај тетка, и е од времето уште кога не постоја мрежи, кога не постоја такви работи, беше нашиот Facebook, ако сакате некого да најдете, некоја информација да ставите, тоа тука се правеше во фурна, плюс е култна по самата Симит Погача, знаете, најскопската работа овде. Чаирчани биле луѓе кои што работеле тешки работи на времето, такво е целото мало, и секој утро овде си доаѓале на Симит Погача, на Бозичка, таа била комбинацијата, па тука близко Свети Ѓорѓе ќе се помолат, па ќе отидат да работат. Сега традицијата се продолжи понатаму и ние кои што понатаму живеевме во Чаир, ова е местото кое што е епицентарот на Чаир, би можел да кажам. Родени сте и пораснати во оваа општина, што најмногу се сеќавате на вашето лето и на вашето детство? Чаир ви е, како да ви објаснам, иако има многу муавети што се слушаат за Чаир, вака народска се изразам, едно култно место и едно место кое што има собствена субкултура, би рекол. Значи, овде се знаеш, имаше некои непишани малски правила преку летото кои што се случуваа. Например, ова да беше местото каде што летно време тренувавме да се разладуваме, да ги имаме оние активности, тоа се делевме во групи. Имаше луѓе кои што се рибари, например, кои што 4 постануваа, доаѓаат тука, покупуваа храна за сето она што требаше да го направат. После тоа околу 7 часот доаѓавме на втора група која што одевме на езерото Треска, ќе си купиш симици, тука ќе кастиш кифличка една и чопоративно така 30-40 луѓе ќе отидеме на таму, ќе стигнеме до езерото, парите се собираат на куп. Има карта, да речеме, за 10 луѓе, за 20. Нема тие 10 носат се иранците, ви ги носат и облегата и храната. Другите се соблекуваме по купачи преку ограда, нели да влезеш, ако можеш да успееш нешто да направиш. Ако поминевме кај дедо и баба, ако отидевме, ако дадеа некое динарче, се случуваше да отидеме на базенот во Сарај. Исто така тоа беше вака малце по-монденско место, уставно кажано од езеро Треска, така интересно, и таму отприлика одевме еднаш неделно по текот на летниот период, меѓутоа сите овие работи се случуваа до кај 1:30 на пладне отприлика. Од тој период, поготово работни денови, гледавме да стигнеме до 15 часот дома, иако беше многу жешко, да се најдеме со нашите родители. Знаете, тоа до 15 часот се работеше ручек. Обавезно 15:30 и сите по наредба цел Чаир, сите што учевме, што одевме во школа, од 15:30 до 17 лектира мора да читаш. Значи, јас уште после 50 години памтам одредени лектири кои што сум ги читал како дете. После тој 17 часот, после тој мир кој што како ќе се случише во Чаир, имаше па други активности по малата. Секое мало овде, таа ја прилика 2-3 улици, онакви. Обавезно имаше свој кош, на мали гочиња се играше фудбал по улиците, сервис, помалите генерации не знаат што е тоа едно игра како со нога, ама нешто како одбојка и кошарка измешана целата таа работа. Џамија, сите тие работи се игра и имаше многу вака активен малски живот, до кај 19-20 часот додека да почне да се стемни. Од кога ќе почне да се стемни, веќе беше она третата фаза на летниот одмор кој што ние чечени го практикувавме. Тоа беше моментот кога по малата по парковите се собиравме тука најмногу, поготово на овој паркот што ни е до стадионот во Чаир, каде што се играат традиционалните игри во Чаир, пред се табла, велат во Чаир човек прво научува табла да игра, па после тоа продува збори и сите тие останати работи ги прави. Значи таблата као национален спорт оде во Чаир, карти, сите тие останати работи се знаеше нели на што е улогата, помалите гледа, постарите игра, па ќе те пратат па цигари, меѓутоа се знаеше си имаше еден ред. И се тоа се случуваше јуни, јули таму до почетокот, додека не почнат нели одморите, кој што можеше одеше на одмор. Кој имаше баба и дедо на село, одеше кај нив. Јас немав таа среќа, едните дедовци од Дебар мало ми живееа, другите во Карпуши. Малку бев хендикепиран во тој дел, никогаш не отидов во село преку лето кај некои роднина, нека пошто ги немав. Меѓутоа, тој еден така мртов период кој што условно се кажа од 15-20 дена во Чаир, тогаш обично одевме
тие што станувавме во Чаир, што не одевме на одмор, има едно место на Вардар, тоа ви е спроти поранешниот Луна парк, вака преку Вардар, од другата страна, се вика Карпа, познатата Карпа во Скопје. Таму мислам дека 90% од чаирчани имаат научено да пливаат во Вардар. Пошто ако научите да пливате во Вардар, можете сегде да пливате во светот. Тоа е такво правило и тој период од прилика таму го поминувавме. Она што беше многу интересно во моето детство беше, например, таа една шареколикост на луѓе, на пријатели. Јас живеев во Топанско поле, во влез од 27 станова, кои што имаше 10 различни националности, например. Секој со секого се сакаше, секој со секого се почитуваше, немаше заклучени врати од станови, од коли. Ако излегла мајка ми, мене да ми даде парче леп со ајвар, значи ќе го направи тој уште 4 души, ќе го направи и за Бесник, и за Сейфула, и за Аднан, и за сите ќе го направи. Постоеше живеечки и ден денеска тие пријателства се многу големи во Чаир меѓу нас како луѓе, бидејќи ние чаирчани никогаш во историјата не сме имале било каков национален проблем или национален конфликт меѓу себе како луѓе. Ние овде ги делиме луѓето на луѓе и не луѓе и сме многу добри домаќини, за разлика од некој што вика опасно е во Чаир. Не е воопшто опасно во Чаир. Во Чаир сме ние најдобрите луѓе, најдомаќините луѓе. Меѓутоа кога ќе доеш во Чаир, не се прави мангуп, така викаат. Нима една изрека. Што на денешните деца би им посакале од вашето детство да можат да доживеат, што денеска за жал го нема? Искрен да бидам, би сакал да ги доживеат сите оние игри кои што во моментов ги немаат децата. Многу ми е жал што не се социализирани, што први соседи не се знаат еден со друг, кој каде живее. Сите овие игри не прават да бидеме посоцијални, подобри луѓе, подобри пријатели, повеќе работи да научиш. Мене благодарение на тие дружења, на тие игри што ги имав како деца, денеска сум побогат, го знам и ромскиот и албанскиот јазик, значи едно богатство добив во животот со тоа што се дружев со сите тие луѓе. Дел да го почувствуваат од она искрено и безгрижно детство. Верувајте, немам ништо против новата технологија, тоа е светот, мора да оди напред. Меѓутоа, децата, најмладата младост мора да ја поминат да бидат среќни, физички активни, да уживаат во сето тоа што го прават, а не да го губат жабе времето, поготово летно време. Една ваша убава порека за крај на овој утрински разговор? Би им порачал на сите луѓе, поготово ова лето, бидете среќни, бидете опуштени, бидете она што се, бидејќи верувајте, животот е краток и толку е. Може да не нема за секунда. Ви благодарам, ви посакувам убаво лето, а ви благодарам што не донесовте токму на оваа локација да навратиме и евоцираме убави спомени, да се гледаме само за убаво. Ви благодарам многу. А вам ви посакувам да и вие си ги разбудите спомените, да ги разгледате фотографиите од вашето детство, да се навратите на една убава емоција и безгрижност. А ние сме секогаш тука да донесеме убави вести.